Скандалозно, неодговорно или скржав, државата со години им крати половина од парите на планските региони наменети за нивни развој. Наместо законски предвидените 1% од бруто домашниот приход, односно околу 90 милиони евра, тие не добиваат ниту половина од оваа сума. Во овие 8-9 години ниеднаш средствата конкретно за равномерен регионален развој не стигна повеќе од 0,3% од бруто домашен производ. И тоа се должи на веројатно нереални или планирања, или па веројатно кога се прават ребаланси на буџети, или потоа кога се прават исплати на средствата, некако исчезнуваат тие пари. Дополнително, кога во прашање е истокот, освен со пари, регионот е сиромашен и со луѓе. Демографскиот индекс покажува дека источниот регион има најкритична ситуација. Природниот прираст константно се намалува. Значи, секоја година по некои, според официјалните податоци на Завод за статистика, околу 300 луѓе повеќе умираат отколку што се раѓаат. Се намалува процентот на млади до 15 години. Освен државата, вина за ваквата состојба имале и градоначалниците. Голем дел од нив покажале истражувањата, наместо да менаџираат со општините, владееле со нив. Се повеќе и се уште градоначалниците се лидери, а не менаџери, затоа што така преферираат политичките партии, затоа што преку нивните испостави, преку градоначалниците, они повеќе го контролираат теренот, организацијата, место да дојде до поголема, до израз луѓето со менаџерски капацитети. Иако сликата за истокот на прв поглед делува лошо, статистички овој регион по економски развој е втор во државата, веднаш по Скопје. Констатацијата се темели на учеството од 8,2% во националниот бруто домашен приход, или во пари тоа се 244.272 денари по жител.